Добро, благодарам сите што дојдовте и благодарам на вас медиумите, но сакам да му се заблагодарам на македонскиот народ што е насекаде низ Македонија, на барикади, на улици, на патишта, за да го каже тоа најголемо и најгромогласно не. Не на овој француски предлог, не на асимилација на македонскиот народ. Овде нема партии, овде нема поделености. Овде има само еден македонски народ кој што се бори за своите правди. Со овој предлог сакаат една асимилација, се направи едно непочитување кон македонскиот народ. Ние сме тука сите заедно да кажеме не, не и не. Ова што сакаат да го направат е директно мешање на трешните интереси на Македонија, но на што ни идентитет. Поради тоа што треба се менуваат учебници, тоа што сакаат да ни ја сменат историјата, поради тоа што сакаат да се смени устав за она да се направи што не сме. Ние не сакаме такво нешто. Ние сакаме слободна Македонија, сакаме ние македонците да си го кажеме својот глас. И не може ниту еден документ да не ништи. Затоа благодарност до сите граѓани што доаѓаат на протестите, што се мирни, што сакаат спокојно да искажат гнев, бидејќи тоа е демократско право. Од друга страна гледате дека власта на еден нетранспарентен, на еден нехуман начин сакаат таа нивна консултација со сите општествени структури да ја пренесат и во парламентот. Но сакам да порачам дека парламентот, собранието не одлучува во овој момент апсолутно ништо. Ова е една парада, еден театар за да направат чек листа од владата дека навидум има некакви консултации во собранието. Но знаете дека таму мнозинството е нивно и овој пат само за да покажат пред, не знам, можеби пред Европа, дека нешто собранието има улога. Собранието нема никаква улога, бидејќи ова е меѓу владина конференција. Тоа значи дека ќе се случи помеѓу владите. Затоа, нека престанат со манипулации, нека престанат со лаги и на крајот од денот овој македонски народ треба да го види тој протокол што го кријат. Вие медиумите го немате протоколот. Никој не знае што се преговара. И затоа македонецот, но и сите граѓани, и благодарност до сите граѓани што доаѓаат и од различни етникуми што ни даваат поддршка. Ние сакаме Македонија да биде стабилна, развиена земја, но никој да не понижува. Благодарам уште еднаш. Доколку имате прашања, повелете. Дали ќе продолжат блокадите и во текот на наредната недела овде на патиштата низ државата? Различни форми на протести има и тоа е загарантирано право. Продолжуваме и со протести и во Скопје, продолжуваме и низ другите градови, но сите наредни чекори ќе бидат објавувани во наредниот период, бидејќи овој пат нема организатор, партија или слично. Овде организатор е македонскиот народ. И македонскиот народ одлучува за себе. Благодарам уште еднаш.